Благодарам, почитувани На денешната пресконференција, министерот за здравство доктор Венко Филипче соопшти дека по барање на председателот Стево Пендаровски, Комисијата за заразни болести изготви протокол за спроведување на изборната кампања како и за денот на избори, односно за целокупниот процес на гласање. Овој протокол дополни, тој бил едногласно поддржан од сите членови на комисијата, истиот мора да се спроведува целосно, без исклучоци за да се заштити здравјето на граѓаните. Протоколот произлегува од генералните препораки на граѓаните за заштита од COVID-19. Во однос на предизборната кампања, согласно генералните препораки на Комисијата за заразни болести, а врз основа на кои се темелат генералните правила за движење, социализација и комуникација на луѓето, одржување на сите активности на партиите во кампањата, но и пред неа, треба да се одвиваат исклучително почитувајќи ги физичката дистанца од 1,5 до 2 метри, која и сега препорачено останува да важи во целиот следен период. Понатаму задолжителното носење на заштитна маска или прекривка на устата и носот при реализација на сите активности и комуникација за време, но и пред кампањата, согласно вазечките уредби, секогаш на затворено, а на отворено кога не може да се одржи физичката дистанца и задолжително често миење на рацете и дезинфекција во насока на превенција. Во однос на спроведување на кампањата, министерот Венко Филипче ги посочи и предлозите за истата. При одржување на било какви собири и други настани како дел од кампањата, мора да се почитуваат сите овие мерки кои што ги наброив. Собирите кои што се одржуваат на отворен и на затворен простор, секогаш, почитувајќи ги овие мерки и согласно тоа бројот на учесници. Дури и за помали собери да се користат разгласни уреди за озвучување, за да се избегне концентрирање на луѓето на помал простор. Кампањата врата на врата мора да се реализира исто така согласно сите овие протоколи, задолжително се носи заштитна опрема, да се одржува дистанца од соговорниците, да не се влегува и да не се прават посети во самите домаќинства, туку исклучително надвор, на врата или во дворовите. Партиските активности во штабовите и партиските простории секогаш кога е можно да се одржуваат на отворено, а доколку се одржуваат на затворено, важат сите претходно наведени правила. Во партиските простории приврзаниците не смеат да бидат присутни повеќе од 2 часа, после што истите треба да се проветруваат и да се врши секојдневна дезинфекција, посочи министерот. Мобилните штандови, односно пултови за делење на рекламен материјал, не треба да служат како места за собирање на голема бројка на граѓани, да нема голем број на активисти на еден штанд, не повеќе од 2 и сите да носат заштитна опрема согласно протоколите. Партискиот превоз се спроведува со средствата за јавен превоз, чиј што капацитет е пополнен максимум 50% и сите внатре во возилата носат заштитна опрема. Во однос на денот на изборите, членовите на гласачките одбори и сите присутни мора да ги почитуваат правилата за заштита од вирусот COVID-19. Министерот за здравство на крајот нагласи дека бројот на заболени во нашата земја е значително намален.